Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, на граѓаните од страна на власта им се сервира уште една невистина, која овој пат е наменета за повозрастните, за пензионерите. Пензионерите, наместо мирен и достоинствен живот со заслужени пензии, се борат за опстанок, бидејќи нивните пензии не растат. Тие се недоволни за покривање на основните потреби. Најавеното покачување од страна на владата е уште едно лажно предизборно ветување на Зоран Заев, чија демонтажа во продолжение ќе покаже дека всушност владата ги оштетува пензионерите и ги остава покуси за половина од парите за покачените пензии кои треба и им следуваат. Ние како држава имаме пензии кои не го следат растот на трошоците за живот и слично како и најавеното покачување на платите на наставниците, учителите и професорите, вработените во образованието, сега отворено се манипулира и со покачувањето на пензиите на пензионерите. Се манипулира бидејќи тоа всушност и не е покачување, туку намалување. Пензиите не растат со истиот тренд како во периодот од 2010 до 2017 година. А тој процент е намален затоа што оваа влада го смени начинот на усогласување на пензиите. Суштината е дека пензионерите наместо целосно зголемување на пензиите од 1100 денари, која им следува согласно методологијата која оваа влада ја промени на почетокот од оваа календарска година, започнувајќи со пресметката од 1.1.2019, кој им следува согласно методологијата која оваа влада ја промени, ќе добијат само 700 денари, со што владата и Заев ќе им скрати од пензиите речиси 400 денари, средства кои ќе ги одземе од над 300.000 пензионери. Но да одиме поред. Имено, како што кажав, владата на СДСМ и Зоран Заев на почетокот од оваа календарска година, започнувајќи од 1.1.2019 година, одлучи нивелирањето на пензиите, усогласувањето на пензиите да биде само по еден столб, односно само по столбот просечна покачена кошница за трошоци, односно просечно покачени трошоци, додека пак вториот столб кој што беше пракса во минатото, а тоа беше просечно покачена просечна плата, практично го избриша. Така што денеска пензиите се нивелираат само за зголемените трошоци, односно зголемената потрошувачка кошница, а не ги следат покачувањето на просечната плата. Што значи тоа? Направивме кратка рецензија и кратка компаративна анализа на тоа што се случувало во минатото и тоа што се случува денеска и што ќе се случува започнувајќи од 1. јануари 2020 година. Имено, пензиите годишно два пати се усогласуваат. Еднаш се усогласуваат на 1. јануари, а втор пат се усогласуваат на 1. јули во тековната година. За периодот од 2010 година, заклучно со јуни 2017 година, кога е прв месец под раководење на Зоран Заев и СДСМ во владата, пензиите просечно биле зголемени за 35%, односно просечната пензија во 2010 изнесувала 10.273 денари, а во јуни 2017 13.879. Или за овие месеци индикаторот на пораст изнесува 0,4% секој месец. Го анализираме вториот период, започнувајќи од јуни 2017 до октомври 2019 месец кој што го имаме како податок последен на располагање. Имено, во тој период просечната пензија се зголемила од 13.879 на 14.572 денара или за нецели 5%, со индикатор 0,18% месечно. Што значи дека во периодот од 2010 до јуни месец 2017, кога е избрана владата на Зоран Заев и СДСМ, пензиите пораснале визави индикаторот за 2,22 пати повеќе отколку во периодот од јуни 2017 заклучно со октомври 2019 година. Што значи дека оваа влада на СДСМ и Зоран Заев
не покачува пензии, туку намалува пензии и го намалува растот на исплатената нета пензија. Да ги потсетам граѓаните, да ги потсетам пензионерите, дека годишното зголемување еднократно во периодот од 2014, 2015 и 2016, кој што беше во висина од 5%, во 2017 беше укинато од страна на владата на СДСМ и Зоран Заев. Понатаму, правиме анализа на изгубеното на пензионерите како резултат на измените во исплата на пензиите, во измените на законот за исплата на пензиите, каде што беше укинат вториот столб, кој што практично ги нивелираше нето пензиите во однос на просечно исплатената нето плата во државата. Имено, првиото нивелирање се случи на 1. јануари 2019 година и тоа требаше да биде нивелирање кое што завршува заклучно со 30. јуни 2019 година. Како репер е земен порастот на просечната исплатена плата во втората половина од 2018 година. Таков е законот. Шестомесечието кој што му претходи на датата на порамнување и усогласување е практично репер шестомесечие. Јас таксативно ќе ги прочитам процентите на зголемена просечна плата поради, рековме, кои мерки, тие теми ги третиравме во минатото, ќе продолжиме да ги третираме и во иднината. Имено, за 6,15% е зголемена просечната плата во државата во периодот од месец јули 2018 до месец декември 2018. Тоа претежно се должи на интервенционистичкиот метод на раководење со буџетот на Македонија, а не со зголемување на продуктивноста, зголемени странски инвестиции или зголемени инвестиции на домашните компании. Што значи дека за половина од оваа вредност, од овој процент, требаше да бидат зголемени пензиите во периодот од 1.1.2019 заклучно со 30. јуни 2019 или тоа би значило доколку пензијата која што беше просечно исплатена во декември од 14.445 денари, ја зголемиме за овој процент од 3,075%, а тоа е дополнителни 445 денари, тогаш просечната пензија во овој период во државата која што се исплати требаше да биде 14.890 денари или 2.670 денари помалку кај пензионерите се исплатени од тоа што требаше да се исплати доколку не се интервенираше во законот и не се избришеше одредницата каде што се нивелираа пензиите согласно порастот на просечната плата. Вториот период од годината, втората половина, односно второто нивелирање, кое што се направи на 1. јули 2019 се однесува на периодот од 1. јули 2019 до 31. декември 2019. А за репер се зема просечно исплатената нето плата во првата половина од 2019 година. Односно, тој просек изнесува 3,5%, намален, двојно помалку речиси од тоа што било во втората половина од 2018 и повторно се должи поради интервенционизмот, а не поради зголемениот обем на работа, инвестиции или продуктивност. Што значи дека пензиите во периодот од 1. јули 2019 заклучно со 31. декември 2019 потребно беше да се зголемат за, внимавајте, од 14.890 плюс овие 1,75% или 260 денари на 15.150 денари. Да сумирам, во 2019 година пензионерите ќе изгубат просечно по 6.900 денари во текот на целата година. Што значи дека ова влада на СДСМ и Зоран Заев не ги покачува пензиите, туку напротив, со укинувањето на втората одредница ги намалува. Доколку во периодот од 1.1.2020 заклучно со 31.12.2012 останеше стариот закон, односно нивелирање на пензиите согласно порастот на просекот плата во државата. И доколку се
анализираат индикаторите за првите месеци од втората половина во 2019-та и се предпостави раст на просечната плата од 5%, кој што ќе се случи во првата половина од 2020 година, тогаш пензиите во 2020 година потребно беше да се зголемат за дополнителни 692 денари, кое што е приближно исто онолку колку што владата на СДСМ и Зоран Заев денеска предизборно им ветува дека ќе ги зголеми за 700 денари. Да сумирам. Доколку не се случеше бришење на членот во законот за исплата на пензиите со важност од 1.1.2019 година, пензионерите во периодот од 1.1.2019 заклучно со 31.12.2020 година ќе имаа за 1100 денари повисока пензија споредено со пензијата која што ќе ја примаат од 1.1.2020 доколку под услов оние ветени 700 денара бидат исплатени или 400 денара помалку. Владата на СДСМ и Зоран Заев не ги зголемува пензиите, туку напротив, со бришење на законот, интервенирање во законот, каде што се нивелираат пензиите со порастот на просек плата, тие ги намалуваат пензиите. Третата теза и третиот удар кој што беше нанесен на стопанството беше зголемување на стапката за оданачување и пренос на средства во Фондот за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување во 2018-та, во 2019-та од 0,8% и во 2020-та се планира дополнителен 1%. Или тоа е некаде околу 10 милиони евра. Повеќе пари од бизнисот, повеќе пари од граѓаните кои што ќе се слеат во буџетот за да може вака на брутален начин преку двојни стандарди да се обидуваат, да тргуваат и да ги манипулираат гласовите. Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, рецензијата на најголемата лага за живот во Македонија покажува дека и пензионерите се жртва на неуспешната и манипулативна политика на Зоран Заев. Ваквите измами во пресрет на изборите покажуваат дека Зоран Заев е во паника и знае дека ќе ги изгуби изборите. Ке го повикам секој еден пензионер во Македонија да не верува во ниските страсти, измамите и погрешните политики на Зоран Заев и владата. Тоа е политика на клиентелизам која со многу помалку од тоа што природни законски ви следува сакаат да го добијат вашиот глас, да го корумпираат со невистини и сеење на магла. Тоа е и подценување кон вас, кое знам дека вие нема да го прифатите и нема да подлегнете кон еден ваков нереален и измамнички однос. Вие сте луѓе со чест и углед. Доаѓа ново време. Доаѓа период на промени и обнова. Новата влада на ВМРО ДПМН ќе го почитува зголемувањето на пензиите кој треба да го следи покачувањето на трошоците за живот, просечната плата и куповната моќ на општеството. Ке имате повисоки пензии и она што ви следува. Вие заслужувате многу повеќе, но пред се чесен, искрен пристап, мирен и достоинствен пензионерски живот. Ние заедно ќе се избориме за обнова која ќе го овозможи сето ова. Ве молам да не бидеме робови на декаденцијата, на примитивизмот, на криминалот и лагата. Ние сме луѓе кои што заслужуваат достоинствена и честна обнова. Ви благодарам и да сте ми живи и здрави. Повелете ако има прашања, ви стоам на располагање. Много тема да кажа. Господин Мицковски, Фатима од Алса телевизија, како го коментирате предлагањето на Министерството за правда за ветинг во правосудството и дали мислите дека државата има капацитет за тоа? И второ прашање, според нашите информации, владата планира нов акт за систематизација на Министерството за внатрешни работи. Зошто ова се случува сега пред формирање на техничка влада и дали имате некоја информација за ова? Во врска со првото прашање, јас нема
реторички да го третирам зборот ветинг, затоа што ми делува симпатично, туку ќе навлезам во суштината на процесот на ветинг. Искуството вели дека тие кои што го примениле овој процес на ветинг, еве конкретно во случајот, ако го земеме искуството од кај нашиот западен сосед, дека не поминали успешно. И врз основа на она информација јас која што имам и навигација која што доаѓа до мене од страна на високи представници на Европската унија, не се баш срекни со процесот на ветинг во Албанија и дури го препорачува во минатото на состаноците со мене да тој процес на ветинг воопшто и ние не го применуваме овдека во Македонија. Затоа вчера бев изненаден од изјавата на представникот на меѓународната заедница кој што беше овдека и кој што го поддржа. Суштината е како да обезбедиме независно судство и независно обвинителство. Вие не можете да обезбедите независно судство ако премиерот се дрзнува да интервенира кај коалициониот партнер, кој што патем речено ја повтори изјавата, да ургира кај определени суди или обвинители, не е важно тоа, за определени пресуди или определени кардорски одлуки. Ветингот тоа не може да го спречи. Туку треба вие, како голем политичар, како висок политичар во државата, да сте свесни дека таков начин на однесување не е примерен и не треба да се случува. Второ, вие не можете да очекувате независно судство и независно обвинителство ако го гледате адвокатот на премиерот како му дава насоки на државниот јавен обвинител. Или пак премиерот го води телото за реформи во судството. Или пак премиер е човек кој што цела држава го гледаше како бара мито и како уценува. Вие не можете да очекувате од такви личности независност во судството и независност во обвинителството. Ако реторички го анализираме зборот ветинг, ако ни делува симпатично, тогаш во ред да го употребуваме. Но ние треба да обезбедиме структурни реформи кои што ќе донесат на вистина реформирано судство и реформирано обвинителство. Но тоа е потребно да го направиме најпрве ние, како политичари, да се оградиме од било какви влијанија кои што потенцијално обвинени ќе ги направиме, да понудиме методологија, а потоа да понудиме и спреги и кочници кои што ќе вршат мониторинг на работењето на обвинителите и судиите. Тука голема работа и помош треба да очекуваме од невладиниот сектор кој што континуирано ќе мониторира работата на обвинителите и судиите. Гледате што ни се случи со толку збореното, толку уважуваното тело наречено специјално јавно обвинителство, видовте како неславно заврши, уплеткано во измами, во уцени, во криминал и така натаму. Ние е потребно како политичари да покажеме дека навистина имаме волја и желба да се надпреваруваме со политики, а не да се надпреваруваме кој има поголемо влијание кај кој судија или кај кој обвинител. И за тоа е потребна методологија. Ако на некој му е интересен и симпатичен зборот ветинг, тогаш нека си го користат, нека го применуваат. Ние ќе понудиме методологија која што ќе обезбеди вистинска реформа, независно судство и независно обвинителство, но истовремено и мониторинг врз истото. Поврзано со вашето второ прашање, доколку Зоран Заев, Оливер Спасовски, СДСМ знаат дека воделе честна, честита политика, биле искрени со граѓаните, тогаш немаат потреба од вакви гимнастики во Министерството за внатрешни работи да го обструират работењето на техничкиот министер кој што ќе го предложи опозицијата. Нема од што да се плашат. Ќе завршат изборите, бидејќи работеле честно, честито, тогаш претпоставувам ќе очекува да им подадеме рака, да им го честитаме победата и така натаму. Но реалноста е сосема спротивна. Уплашени се. Јас го гледам тоа во нивните очи. Ја гледам паниката која што кај ни владе. Па пуштаат разноразно совети на амбасадори, пуштаат разноразни председатели на стопански комори да бараат одложувања на избори и така натаму. Се со цел да биде продолжена политичката кариера на Зоран Заев, затоа што знае дека следи одговорност. После поразот на 12 април 2020 година следи одговорност. Е токму од тие причини се овие гимнастики кои што таму се случуваат, за да може да се обструира работењето на идниот технички министер кој што ќе го предложи опозицијата. Но и покрај тоа, и покрај сите овие полувистини и шпекулации кои што денеска се во јавноста присутни, јас верувам во огромна победа на опозицијата, верувам во мудроста на граѓаните и верувам во изборот, а тоа е обновата на Македонија. Сташи Ивановски, Мактал МК. Повелете Ивановски. Имам три прашања. Како го обяснувате дупката од 400.000 евра на вашата партија со сметка за која што ве обвини СДСМ?
Второ прашање е како го објаснуваат обидот на 4 уставни суди да ги спасат од затвор обвинетите поранешни министри од вашата партија? Иницијатива во Уставен суд која што денеска по втор пат се обидува да ја протнат. И третото прашање, сакам да ве прашам вас лично како Христијан Мицкоски. Претендирате да бидете премиер. Кога Заев требаше да биде премиер, за себе го имаше 10 години менеджирање со Струмица и го смени Бранко во СДСМ. Вие бевте личен избор на Груевски. Во вашето CV пишува дека сте биле шеф на кадровска комисија на ВМРО. Знаеме со какви раскошни кадри ВМРО располагаше, пола се во судове, пола се избегање од државата. Сте биле шеф на изборни штабови. Знаеме како победуваше ВМРО ДПМН на какви избори. Сте биле шеф на Елем. Знаеме Елем како во каква ситуација го оставивте и имавте во ваше време имавте една многу интересна идеја, парк во аеродром за 15 милиони евра за фазани мајмуни. Тоа покажува во односот кон народните пари. И исто така имаме онаа фотка како влегувате на 27 април во собрание, со што вие покажувате дека немате респект за уставот, за демократијата, за поредокот, бидејќи 27 април беше одбивање на власта мирно да се замине од власт. Благодарам. Ви благодарам на прашањето и ви благодарам на оваа кратка политичка анализа. Ми значи различното мислење, но за жал е невистината, но ќе дојде како тема на мојот одговор во третото ваше прашање. Имено во моментот во ВМРО ДПМН имаме ревизија. Ние континуирано имаме ревизија, што официјална, што неофицијална, дали преку институциите кои што ги злоупотребува Зоран Заев или пак на ваков начин каде што имаме официјално. Еве јас ја охрабрувам ревизијата, што побрзо да заврши со ревизија и на изборната сметка, но исто време и на партиската редовна сметка, и доколку има било какви пречекорувања, незаконитости и така натаму, подготвени сме да сносиме одговорност. Но доколку се случи истото на што се случи, како што беше оној монтиран случај, поврзан со имотот кој што го имам стекнато пред да влезам во високата политика, па да падне како што падна на антикорупцијска комисија, барем е доблесно од сценаристите, авторите и сите оние кои што е вака новинари кои што констатираат како што вие констатирате, барем да се извинат, ако ништо друго. Затоа еве јас ја охрабрувам ревизијата која што денеска и деновиве кои што следат се во ВМРО ДПМН и вршат ревизија на сметката за изборите претседателски, но и за работењето на тековното работење на партија, што побрзо да ја завршат и што побрзо да се расчисти и оваа конструкција и оваа лага која што деновиве гледам се обидуваат како тема да ја залепат, но некако не им успева. И подготвени сме, еве, да сносиме одговорност за последиците од сето тоа, но истовремено ќе го потсетам и нашиот политички противник за случаевите кои што се водат за нелегалното финансирање на нивната политичка партија пред редовното јавно обвинителство. Сега во моментот стојат тие поради причини знаеме какви, но ќе дојде ден кога претпоставувам некое идно независно јавно обвинителство ќе ги прегледа уште еднашка и ќе ги стави на брза трака и тие процеси, па ќе можат и тие да докажуваат како ја финансирале кампањата за изборите кои што ги загубија во минатото. Така што еве се обидов да одговорам на вашето прашање. Второто прашање беше поврзано со Уставниот суд. Јас колку што знам, Уставниот суд доби сега нов председател или веде председател пред некој ден и предпоставувам ова прашање ќе треба да му го упатите на председателот, на членовите на Уставниот суд. Јас немам ваши или мои или било какви судии, дури не ги познавам тие луѓе лично, ниту пак некогаш во животот сум имал можност да ги запознам, но мислам дека одговор на вашето прашање може по-концизен да даде председателот на владата. Зошто токму сега и зошто токму вака на брза лента се става ова прашање да го одлучуваат уставните суди. Може би Министерството за правда не е информирано за тоа како и што се случи да овој случај биде на дневен ред за одлучување на некои од седниците на Уставниот суд, но може би е добро да ви одговори господин Зоран Заев и потоа вие самите сте интелигентен, паметен млад човек, ќе можете да дојдете до заклучокот зошто и како се доведовме во една таква ситуација да на месец и половина пред избори се менуваат систематизации во МВР, се интервенира во Уставен суд и така натаму и така натаму. Но еве јас ќе ви кажам, јас не ги познам тие луѓе, да бидам искрен, никогаш во животот не сум имал ни можност да се запознам со исклучок, морам да бидам до крај
целосно искрен, еден уставен судија кој што е родител на моја пријателка и практично е роднина на еден мој пријател. Практично другите луѓе не ги ни познам, нити пак имињата можам да ви ги кажам. Што се однесува до третото прашање, а тоа е како претендирам да бидам иден предводник на владата на Македонија, а предпоставам алудиравте на господинот Зоран Заев како градоначалник дека успешно ја вршил работата. Еве јас ќе ви дадам еден одговор. Да, јас нема да бидам како Зоран Заев, ниту пак имам минато каде што некој поранешен председател ме аболирал за сомне за сторен криминал. Ниту пак сум барал од некого мито, кога сум бил и кога сум обавувал висока државна функција, кога сум бил советник во кабинет, например, кога сум бил генерален директор на ЕЛЕМ, ниту пак ми паѓа на памет некогаш во иднина да побарам такво нешто, затоа што тоа не само што не е дел од мојот карактер, туку едноставно мене ме воспитувале луѓе кои што тоа била основна лекција која што сум ја запаметил, а тоа е дека образот нема цена и дека не постојат услови со кои што можам јас да ја загрозам честноста и честитоста сопствена и пред се на моето семејство, а дури потоа на политичката партија и сосема на крај нормално интересите на граѓаните и државата. Така што да, јас нема да бидам таков премиер како што беше он. Јас нема да бидам премиер кој што кршеше државен имот, кој што бојадисуваше, кој што пишуваше писма во светот и ја загрозуваше макроекономската стабилност. Туку ќе бидам премиер кој што ќе работи за и во интересите на граѓаните, а сега сум лидер на опозицијата кој што заедно, за жал, со оваа неконструктивна влада работеше во процесот на ЕУ агендата да нашата држава, нашата преубава Македонија да добие датум, за жал не успеавме. Да, јас ќе бидам премиер кој што како опозиционер не бил како Зоран Заев кога бил опозиционер да го кодошам и да се срамам од сопствениот народ, да се срамам од сопствената нација, туку јас сум горд македонец, кој што е горд на сопствената нација, кој што е горд на сопствениот народ, сум бил и ќе останам достоинствен и го барам само моето место во историјата да направам нешто за мојот народ и за мојата нација, исто како што како председател, односно како најдобар студент во генерација се пријавив доброволно да служам воен рок во гардискиот батальон, а не како некои други поранешни опозициони лидери, а сега председатели на влада кои што вадеа белешки и не го дадоа основното да го исполнат долгот кон државата, барем да служат воен рок. И можам да ви редам уште многу работи кои што мене и Зоран Заев не прават различни и благодарам што констатиравте дека јас и Зоран Заев не сме исти, туку сепак сме многу различни. Што се несува за другите ваши констатации, како што еднашка доле ми ветивте дека ќе ме поканите на интервју, се надевам ќе имам таква можност во блиска иднина да дојдам на интервју кај вас и да ви дадам подетален одговор, но она што можам сега да го кажам, жалам што не ви се точни сепак тие информации. Ви благодарам. Ви благодарам. Имате. Да, ваш коментар за францускиот нон-пейпер и ќе може ли кратко еден сублимант од целата презентација што ја направите, колку вкупно изгубија пензионерите од соукинувањето на вториот столб што беше со трошоците на живот и колку ќе изгубат 2020? Значи само во бројките, кратко. Во моментов ако ја наблюдуваме само 2019 година, пензионерите вкупно просечно ќе изгубат се извинувам само 6900 денари. Просечно. Некој повеќе, некој помалку, но упросечено тоа е 6900 денара по пензионер. Да предпоставиме дека од 1.1.2020 заклучно со 31.12.2020 ќе се случат оние 700 денари, тогаш практично на нив ќе им биде вратено она што оваа година го изгубија. А до година ќе изгубат дополнителни 5972 денари. Или, ако во овие 2 години просечно требаше пензијата да им порасне за 1100 денари, таа ќе им порасне само за 700 денари. Зборам со укинувањето на вториот пондер, односно вториот столб, каде што пензиите се усогласуваа согласно порастот на просечната плата. Но тоа е таа политика која што за жал денеска е се уште актуелна во Македонија, за среќа на граѓаните е во заминување. Ме прашавте за францускиот нон-пейпер.
Јас би го коментирал во следната форма. Првиот дел е што ние можеби веќе не треба да разговараме за дата за Македонија за отпочнување на преговори, туку отпочнување на новата методологија. Тука има многу прашалници. И тоа, прво, ние сега имаме само рамка. Оваа рамка дополнително треба да се доуредува, што значи дека ќе отпочне процес на внатрешна дебата во рамките на земјите членки на Европската унија. Кога ќе заврши тој процес, наистина, нити ние, нити пак предпоставувам тие од внатре можат во овој момент да ни кажат дали ќе заврши оваа година, другата година или некоја следна година. Значи, тоа е првото кое што треба да ни е јасно. Дека ова е само рамка која што доаѓа на предлог на француската влада и за оваа рамка да се доуреди е потребна суштината. А суштината дополнително ќе отвори внатрешна дебата во рамките на Европската унија. Да предпоставиме дека во најскоро време ќе биде донесена и суштината и дека ние ќе имаме методологија. Тоа значи дека според таа методологија ние ќе имаме реверзибилен процес кој што во минатото не беше случај. Односно, кога една земја кандидат ќе отвореше поглавје, преговараше за тоа поглавје и кога ќе го затвореше, не требаше тоа поглавје повторно да се отвара. Но очигледно, земјите членки констатирале дека тука има некои недостатоци, односно дека практично се почитува договореното до моментот додека не се затвори поглавјето, а потоа може би има определени варијации од стапување во негативна смисла. Токму затоа сега се наметнува правилото на реверзибилност. Доколку вие отворите поглавје или дел, го преговарате и го затворите и не се придржувате до договореното кога сте го затвориле поглавјето, тогаш некој има можност да ве врати повторно од почеток. Сега, таа можност може да биде објективна. Доколку навистина не сте добар и доколку навистина не го испорачувате тоа што сте го договориле. Или пак да биде субјективна, ако некои земји членки испорачаат од вас субјективни барања, а вие во тој момент не сте подготвени да ги прифатите како црвени линии и така натаму, тогаш тие секогаш ќе имаат можност да ве вратат во тој реверзибилен процес од почеток. Се надевам дека тоа нема да биде случајот со Македонија и се надевам дека тоа што ќе го договориме, ќе го почитуваме кога ќе ги затвараме тие поглавја, а сите земји членки без разлика дали тоа ќе биде објективно или субјективно, тоа ќе го почитуваат. И она што за мене е навистина одлична идеја е што имаме можност да ги користиме фондовите веднаш откако некое поглавје ќе биде затворено. Јас доаѓам од образованието, доаѓам од универзитетот, во минатото беа Темпус проекти меѓународни, јас сум искористил еден таков проект, сум бил поминал голем дел од својот докторат во Германија, во Австрија, сум поминал магистратура во Италија, знам какви се можностите, потоа дојде Еразмус програмата, каде што исто така имавме можност за размена на знаења, да се надградуваме и така натаму. Добро е што сега ќе имаме и ресурси на располагање од како ќе го затвориме, да речеме, поглавието за образование, за да набавиме некаков хардвер, да имаме нагледни средства на универзитетот, бидејќи знаете, буџетот е лимитиран. Во минатото, вака како што сега расипнички се троши не за развој, туку за непродуктивни трошења, тогаш не верувам дека некој и на памет му паѓа да купи некоја нова лабораторија, да купи некој нов хардвер по универзитетите, за да може да се стекнеме со знаење. И сосема на крај, зошто ова го кажувам? Затоа што, ај што го украдоа насловот за буџетот дека инвестираат во граѓаните од Индонезија. Таков е насловот во Индонезија, инвестираме во граѓаните. Ај што тоа е погрешно на ниво и на реторика и на филозофија. Туку тоа е класичен подкуп. Со финанси не се инвестира во човечкиот потенцијал, се инвестира со знаење. Наместо да ги искористат тие средства кои што денеска се обидуваат да тргуваат со граѓаните во Македонија, наместо да ги искористеа, да пратеа со стипендии луѓе да се доквалификуваат, па тие луѓе да донесат знаење, па тоа знаење да го пренесат преку трансфер на знаење на генерациите што следат, ќе направат штета која што после тоа ќе не требаат години да ја санираме. Тоа е суштината на предлогот на non-paperот. Да имаме одржливост, а не да имаме само реторика, а да немаме никаква испорака. Тоа е суштината која што денеска како нас, како барање од страна на неколку влади, на неколку земји членки ни се испорачува.